го отвори в судството како пупка. Буквално од целиот овој период од 2,5 години нанесет. Оваа често повторувана изјава на екс-премиерот Зоран Заев влеваше надеж дека владата на СДСМ во својот мандат ќе се залага за реформи во правосудниот систем и за судови кои ќе бидат независни. Заев честопати говореше за силна и професионална судска власт, која нема да подклекнува под било каков притисок. Сепак, 5 години подоцна резултатите се и повеќе од разочарувачки. Довербата во судството е на историски најниско ниво, според анкетата на Евротинг, изнесува само 8%. Американската амбасадорка Кейт Мери Брнс со јасна порака до македонските судии дека алармантно е тоа што граѓаните не веруваат во судството и потребно е што побрзо сликата да се поправи за да се врати довербата. Очигледно има многу за работа, вклучувајќи судски реформи и зајакнување на институциите, но исто така треба да се адресираат и перцепциите. Луѓето треба да видат и да почувствуваат дека системот функционира. И председателката на судскиот совет призна дека изминатите години малку се работело на враќање на довербата на граѓаните, но се правда дека тоа било процес кој не може да се смени преку ноќ. Тоа е еден долг, континуиран процес. Не може преку ноќ да се врати довербата на граѓаните во судството. И покрај ветувањата на Заев дека судството мора да биде ослободено од стегите на политиката, правниците испратија аларм дека судскиот систем е во распаѓање, а политичката елита не изгледа баш најзаинтересирана да го спасува. Според универзитетскиот професор Гордан Калајџиев, ова го покажуваат последните потези со разрешувањето на државниот правобранител и обезглавувањето на обвинителството за организиран криминал. Не постои начин тој е лесно да се ресетира, така што ние практично од оваа ситуација нема да излеземе брзо. Се надевам дека не е во жив песок. Нашиот систем моментално на самоуправување некој начин во судството преку судскиот и обвинителскиот совет гледаме дека исто така е дисфункционален. Заев како председател на владата седна и на челното реформаторско столче во Советот за реформи во судството. Експертите негодуваа од реформи во судството не се можни кога главните конци ги држи првиот човек на владата. И покрај критиките на јавноста, Заев на чело на Советот остана повеќе од една година. Оставка од оваа функција поднесе во екот на актуелната метла со која ветуваше чистка во владата. Пред да дојдат на власт, тврдеа и дека на виделина ќе излезе нова вистина за случаите Смилковско езеро, Мартин Нешковски, Никола Младенов, Диво населје. Така наречените бомби ги вадеа од контекст и тврдеа дека имаат многу повеќе информации. Не ја знаат вистината. Ни оние кои што се наводно виновни за овој процес, за убиствата, велам наводно заради тоа што јас не верувам дека е така. И тие не веруваат и ја барат вистината, трагат по неја. И оние кои што ги изгубија животите, односно сега нивните семејства, не веруваат дека тоа е така како што е представено во јавноста. Како опозиција злоупотребуваа болката на семејствата на убиените деца кај Смилковското езеро, а кога дојдоа на власт се потврди дека вистинските убици се уапсени и осудени. Како опозиција поттикнуваа гнев за убиството на Мартин Нешковски, а кога дојдоа на власт, лично Зоран Заев се ракуваше и фотографираше со убиецот кој дури и успеа да избега, а потоа повторно да биде уапсен. И ова се само дел од примерите како едно од главните ветувања правда за сите остана само ветување. Состојбата во судството не само што не е подобрена, туку е и влошена.